Мене ми представува големо задоволство што сум денес овде со вас. За 4 месеци, ова е трета пречистителна станица која пуштаме во употреба. Од 4 завршени во овој период, до крајот на месецов треба да се пушти и во употреба и пречистителната станица во Радовиш. Ваквите пречистителни станици се значајни од повеќе причини. Прво, бидејќи придонесуваат за почиста животна средина и подобри услови за живот на граѓаните. Проектот кој што сме денес тука ќе обслужува 95.000 граѓани. Пречистителните станици во Струмица, Радовиш и Кичево обслужуваат 126.000 луѓе или заедно над 220.000 граѓани добиваат почиста животна средина како резултат на овие проекти. Второ, ваквите инфраструктурни проекти даваат значаен придонес и за економскиот раст и зголемување на бруто домашниот производ. Значајни и придобивки имаат и за локалниот економски развој во регионот каде што се спроведуваат. И јас би сакал да се заблагодарам на Европската Унија за огромната поддршка што ни ја даваат не само во интеграцијата, туку и уште повеќе финансиски средства за проекти кои што директно го подобруваат стандардот, нивото на живот на граѓаните на Македонија. Затоа голема благодарност и до делегацијата на Европската Унија и до амбасадорот Жбогар. Успешното завршување на овој проект беше заеднички напор на Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање и општината Прилеп. Улогата на Министерството за финансии беше сите договорени обврски да се испочитуваат и средствата од инструментот за предпристапна помош да се потрошат, да се реализираат согласно со европските правила. Оваа прилика јас ќе искористам и да им се заблагодарам и на колегите од Министерството за финансии за посветената работа, како и на вработените од другите институции кои учествуваа во проектот. Ќе напоменам дека и во иднина ги очекуваат сериозни обврски и нови проекти. До крајот на годината Министерството за финансии треба да отвори тендерски постапки за израдба на пречистителни станици во општините Битола и Тетово. Ова се крупни проекти, чија вкупна вредност изнесува 58 милиони евра и ќе обслужуваат 207.000 жители. Заедно со пречистителните станици кои веќе се изградени, овие проекти ќе обезбедат подобри општински услуги и почиста животна средина за околу 20% од граѓаните во Македонија. Преку ИПА средствата планирано е да се реализираат и проектите за израдба на регионални депонии во источниот и североисточниот регион со вкупна вредност од околу 14,7 милиони евра. Во наредниот период планирано е да се спроведат проекти од областа на животната средина со вкупна вредност од околу 120 милиони евра, од кој најголем дел или околу 85% се грант средства од Европската Унија преку ИПА. Со ова уште еднаш се потврдува заложбата и посветеноста на оваа влада да инвестира во проекти за заштита на животната средина и поздрав живот за граѓаните. На крајот ќе истакнам дека подобра инфраструктура е заеднички приоритет и на владата и на Европската Унија. Работиме на реализација на квалитетни проекти кои вистински ќе придонесат за раст и развој на економијата. Ви благодарам.